од студио како се чувствуваш утрово. Јас и Леа не можеме да најдеме заеднички јазик утрово, нешто не е многу расположена за комуникација, ама се надевам дека следниве минути ќе го направи тоа и ќе се опушти, но и ние кога одиме на доктор се чувствуваме малку исплашено. Па сега иако Леа можеби е тука дел од домакините, сепак не е пријатно. Добро утро за Воислав Димитровски. Добро утро, добро дојдовте. Леа по принцип вака горе не е многу комфортна, ама кога има други животни, она си е као медицинска сестри, цело време ги следи, ги прати, ги теши кога ги прегледуваат и така што ова не е природна ситуација, природна положби е доле. Ама и она и Леа се плаши, се извинувам сега видов дека имаме микрофонче, значи Леа сепак се плаши кога ќе го почувствува мирисот тука и кога ќе ја види масата. Има малку трауми, така? Да, од масата, иначе од мирисот нема гајле, она едва чека, поготоа кога се приберам дома, нели она више почнува да ме чита како во библиотека, буквално да сум бил, за да види со кого сум се дружил во текот на денот, а она не била тука. Да, тоа мирисите се чувствуваат. Воислав, имаме една важна тема за милениците, за оние кои што имаат домашни миленици. Секогаш не ни е доста од информации, барем корисни, кога станува збор за нивното здравје. За нас луѓето знаеме и секогаш се алармира и се предупредува да се прават превентивни прегледи, редовни крвни слики. Како стоиме тука со животните, поточно со домашните миленици, со кучињата и мачињата? Првото прашање ми имаме ли навика како луѓе тоа да го практикуваме и дали сме доволно информирани? Значи, многу треба да ја развиваме таа навика како собственици на животни. Можам да кажам дека и ние, да речеме како стручни лица, како што викаат некојаш на чевларот, чевлите знаат да му бидат така недобро одржани, така што и ние знаеме да пропуштиме некој третман, не дека не, но еве можам да кажам дека воведовме една иновација кај нас тука во амбулантата, односно направивме еден целосен софтверски систем каде што по SMS пораки ги известуваме сите наши клиенти кога ќе им дојде следниот третман, без разлика на дворешни, внатрешни паразити, беснило, заразни болести, вакцини, следен контролен преглед и така натаму. И гледам дека фидбекот е доста добар затоа што викате и супер не подсетувате, не треба јас да го мислам моментот, не треба да го гледам пасошот или вакциналниот картон. Така што тоа е на ваков начин можеби го подобруваме моментот во однос на грижата на здравјето на самиот миленик, затоа што се пропушта. Знаеме дека малце ни е подинамичен животот и знаеме некогаш и да пропуштиме нели некои определени работи. Што значи превентивен преглед? Колку пати треба да се направи годишно, колку тоа трае и дали тука влегува и крвната слика? Да, значи уште мора да знаеме дека превентивните прегледи се добри за сите категории на кучиња, од најмали до највозрасни, од најмали пораст да речеме до најголеми пораст и за мачките во секој случај. Малце кај нас мачките се не толку третирана категорија и навистина треба да апелираме повеќе и повеќе и ние како амбуланта тоа го правиме во однос на собствениците на мачки, да апелираме дека и тие треба редовно да се вакцинираат, и тие треба да се чипираат, и тие треба да се носат на превентивни прегледи. Малите животни, да речеме до кај 6 години препорачуваме еднаш во годината да дојдат на еден контролен преглед. Во контролниот преглед во секој случај препорачуваме, нели самиот собственик одлучува дали има и можност тоа да го направи, и крвна слика и биохемија. Некогаш на пример тие параметри може да се во нормата, но кога ќе дојдете следната година да видиме дека претходната година може биле во најниската да речеме дозволена позиција, а следната година можеби се веќе во високата позиција. Ние и ако го направиме тоа на различно место или немаме следливост на едната и другата контролна слика, во таков случај нема да приметиме дека можеби навистина нешто се случува во организмот на животното. И затоа е убаво еднаш годишно да се направат овие испитувања. На кучиња кои што се над 6 години, во секој случај задолжително веќе се препорачува еднаш годишно крвна слика и биохемија, а препорачливо е, значи ова е задолжително, а препорачливо е 2 пати во годината за да го следиме нивниот развоен процес. Верувајте дека на таков начин и собствениците прво ќе бидат сигурни дека или ќе се осигураат дека нивните животни се во нормална здравствена состојба, помирно ќе спијат буквално, но и може рано да предвидиме некои определени патолошки ситуации кои што навистина можеби и време, и труд, и здравје, и не дај Боже, нели, не сакани последици ќе заштедиме. За финансиите можеби треба да мислиме во втора фаза, но сепак и тие може да ги заштедиме ако ние во ран стадиум утврдиме определена да речеме несоодветност во однос на здравјето
на нашиот миленик. Така. И тука при крајот разговорот сакам да ја споменеме уште еднаш вакцината, многу нели често тие стандардни вакцини против беснело и вакцината за заштита од болести се ставаат во нив без превентивни прегледи. Колку е тоа добро, колку тоа треба да се промени како пракса? Видете, кога ќе одите на ветеринарија, се обраќаме до вашите гледачи. Задолжително, ако ветеринарот од врата дојде и ви рече нема гали зашто сте за вакцина, земе вакцината од фрижидер, нели аплицираме вакцинка и така натаму и вика ајде бркај работа, може денеска малце ќе ти биде не толку расположено животното и така натаму. Значи укажете му на ветеринарот дека барате целосен преглед да го направи, барем општ преглед, да види сите системи како се на животно, да измери температура, да стави слушалки, да провери дишење, да провери срце, да ве праша основните прашања, дали јаде, дали пие, дали дефекира нормално, дали се однесува нормално, да не повраќал, да не е под терапија и така натаму. Сите тие прашања и прегледот ќе му дадат на ветеринарот и на вас сигурност дека е правилно време да се вакцинира животното. Доста често на дневна основа буквално ни доаѓаат клиенти кои што се тука за вакцинирање, а при ваков тип на општ преглед се утврдува дека всушност кучето веќе има некаква патолошка состојба. И ние во таков случај, во секој случај го третираме проблемот и препорачуваме понатамошно вакцинирање не веднаш во моментот. Во секој случај, еднаш годишно вакцинирање за заразни болести и кај мачки и кај кучиња, без разлика дали тие излегувале од дома, не излегувале и така натаму. Заштита од бови целогодишна, поготово за мачките, затоа што луѓето викаат мачката никогаш не ми излегува од дома, ама јас имам буви, не можам да се исчистам. Затоа бови целогодишно, за крлежи може евентуално само летниот или веќе тој летен период е 6 месечен кај нас во државата. Чипирање задолжително, исто така покрај за кучињата е задолжително и за мачките исто така, но верувајте, домашните животни, домашните мачки, дома што седат и кучињата што можеби не излегуваат од кај вас, може да им се случи некаква несреќа, некој да ги забрка, да се изгубат и така натаму. Чипирањето е добра алатка да се врати животното во домашната средина каде што реално припаѓа. И поготово за мачките што живеат на прв, втор, трет спрат, кај што може и да се лизне, може и да скокне, да има интерес и така натаму. Да. Благодарам. Сите се превентивни мерки што би можеле да ги направиме. Се надевам дека допревме до гледачите со овие совети. Важно е да се знаат, нели, секако кога станува збор за домашните миленици, леа ми се упушти на крај. Добро е, почнавме да се мазиме и требаше половина час време да се адаптира на новите пријатели. Јована, тука ќе го одјавам овој разговор, верувам со оглед на одговорите на нашиот ветеринар, на нашиот соговорник, на Војслав, дека успеавме да одговориме на дел од прашањата на нашите гледачи поврзано со здравјето на домашните миленици и неговата нека.